се разбира, ова изложба може така слободно да ја наречеме изложба за воената сила на Македонската територијална организација и апостолите на Македонската организација. Се разбира, ова изложба вечерва што ја презентираме овде во Струмица по иницијатива и организација на Советот на ветераните, сакаме на некој начин да ја прикажеме, како што реков, воената сила со која располагала Македонската организација, со незините борбени сили, со незините чети. Значено е што поголем дел од овие фотографии на четите за прв пат некои се презентирале на македонската јавност. Тие ги фотографирал фотографот, како што е наречен фотограф на Македонската територијална организација, Атанас Новев од Чустендил, кој што ги фотографирал овие четите на организацијата од 1903 до 1907 година, значи во пунктот во Чустендил, кога четите, односно комитите доаѓале во Чустендил, тамо се екипирале, тамо се вооружувале, се пресобликувале и се разбира секој во своите канали заминувале во своите реони во Македонија да се борат. Исто така на оваа изложба ги презентиравме најзначајните македонски идеолози, револуционери, војводи, кои што се разбира својот живот пред се го дадоа за ослободување на Македонија и создавањето на своја потребна држава. Меѓу нив настојувавме да бидат офатени сите војводи, сите идеолози, сите струи во македонската организација, значи десницата и левицата, односно секој оној што оставил свој печат во организацијата и се разбира во својата борба за македонското здравје. Во денешното одбележување на 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа, слушна се вкај на македонската традиција, македонската борба за слобода, независност, бидејќи и 9 мај е символот на победата на прогресивното човештво на злите сили на фашизмот и на нацизмот. А македонскиот народ, како еден од слободолюбивите народи, зеде масовно учество во текот на Втората светска војна и што е најважно, во текот на оваа светска војна извојува слобода и своја државност. Иако на дел од етногеографска територија, иако до крај не беа реализирани идеалите на ВМРО, чија изложба вечерва ја представуваме за обединета независна држава, сепак беше тој голем чекор во историјата на македонскиот народ, бидејќи првпат во современата историја доби своја држава, право на својот јазик, култура, идентитет и така натаму, која сепак беше голема придобивка. Сепак ние во нашето денешно одбележување направивме спој на историското ВМРО со современото ВМРО, односно ги представивме неколкуте етапи од развој на македонската револуционерна борба за државност и независност. Периодот од формирањето на Македонската револуционерна организација 1893 година, Илинден, периодот меѓу двете светски војни, Народно-ослободителната војна, повоениот период и репресијата врз оние кои не се откажале од идејата за обединета Македонија и секако триумфот и победата на ВМРО ДПМН на последните парламентарни избори. Така. А колку се важни и значени ваквите изложби, освен или да бидат во Скопје, да бидат презентирани и посебно фотографиите и пред граѓаните во другите држави? Сметам дека ваквите изложби не треба да останат во Скопје. Тие се права за граѓаните на целата држава, треба да одат во секој град, во секое село, бидејќи ние македонците спаѓаме во балканските народи кои најмалку си ја познаваат историјата, а мислам една вакво представување низ овие слики може да се види целокупната револуционерност и борбен дух на македонскиот народ. Освен изложбата, вечерва беа промовирани и 2 книги. Вие бевте, нели, дел од промоцијата, дел од промоторите. Колку ваквите нови изданија се значајни? Тоа се 2 книги кои зборуваа за затворскиот живот и репресијата која доживеел господинот Ѓорги Доцев како припадник на организацијата ВМРО Правда и на идејата за обединета Македонија во рамките на комунистичка, односно Титова Југославија. Едната книга е исповест, можеби спаѓа во првите книги кои излегоа 91 година, ова е ново издание. Значи во 91 година тој кажа на искрена своја исповед на сето она кое го доживел во затворите, а другата книга е Пранги, поезија, исто така посветена на неговиот затворски живот. Благодарение на големата човечност што ја има Котев, великанот на струмичката средина, овозможи
пред столничани да ја представиме една историска големина која што е поместена во книгите Пранги и Политичкиот затворник за Македонија. Во нив е опеан животот и маченичкиот терор што го вршеа душманите врз личноста на Ѓорги Доцев. И во однос на тоа, кое е значењето за Македонија и за македонската историја овие години? Големо задоволство ми прави тоа што ќе имат можност младите генерации да се запознаат со едно историско минуто кое било исполнето со неверојатно трагични последици, но успеале да се одржат и успеале на некој начин да ја представат таа тегобна временска дистанца на младите генерации и тие во своите души да ги носат херојството, храбростите и големината на тие што ги поминале тие тортури, а тие да живеат среќен, радосен и убав живот.